Во Скопје се одржа општинскиот надпревар на вешта жена за 2024 година, на кој посебно внимание предизвика масата на Петра Атанасовска, највозрасната учесничка оваа година на општинскиот надпревар, и тоа во Гран При категорија, а утрина имам чест и задоволство да поразговарам малку со неа. Петра, пред се благодарност што одвоивте време за гледачите на утринската програма на телевизија Алфа и честитки за успешното представување на вешта жена за град Скопје. Благодарам, Ирена. Прво да ви се заблагодарам на вас што ме удостоивте да оваа награда јас ја презентирам, да се израдувам на неја заедно со вас. Значи, масата беше зимска идила. Едноставно, предизвикот ми беше многу често јас изработував торти цветни. Викам, ајде сега нешто поинаку. Се плашев дали ќе успеам, меѓутоа мислам дека беше успешно. На масата ти се восхитуваа буквално сите што беа присутни на општинскиот надпревар, благодарение на тие прекрасни декорации што ги имавте оформено во главното јадење преку десертот. Впрочем, вие имате огромно искуство околу спремањето на храна. Пензионерка сте, имате 69 години, но до ден денес неуморно сте активни, ги следите сите активности на вешта жена, па може ли да ни кажете колку години всушност, Петра, сте во пензија и со што се занимававте претходно? Јас сум веќе 7 години во пензија, а претходно работев во градежништво, каде што ич не беше лесно да се работи со градежни работи. Фактички водев ја група на занаечи, водоводжи, плочкари и знаете како голема одговорност беше, трчање постојано, надгледување, проблеми. Меѓутоа, на крај успеав да земам пензија и сето тоа убаво се заврши. Еве веќе 7 години во пензија. Значи, во вешта жена најголемо богатство е да си член на вешта жена. Еве користам прилика да си ја поздравам председателката на сите вешти жени, Жана Стојановска. Она е таа што нас сите не собира, не сплотува. Исто и председателката на град Скопје, Сонја Хрисанти Груевска, ја поздравувам и поздравувам сите вешти жени од цела Македонија, нашите сограѓанки, скопјанките, значи сите вешти жени и голема благодарност до вас уште еднаш. Од која година всушност станавте активни во вешта жена? Па јас од 2009 година станав. Мојата помала керка бевме како гости постојано на вешта жена и 2009 година рече, јас ке те привам и тебе, види колку убаво се дружат. Пред тоа ми се случи немил настан, затворена дома, мислам, само работата и ништо друго не ме интересираше, меѓутоа после собрав храброст и навистина на сите им препорачувам. Ако сакаат да ги тргнат од себе негативностите, да се зачленат во вешта жена. Многумина пензионирањето го доживуваат како период кога може да се прават сите оние нешта за кои што претходно, додека се луѓето професионално активни, за жал не останува доволно време. Како вие го исполнувате вашиот пензионерски живот покрај нели овие редовни активности со вештите жени? Па јас имам 2 керки, мајка сум на 2 керки, имам 4 внуци кои постојано јас за нив нешто по нивна нарачка ќе им спремам и мене тоа ме исполнува уствари. Дружењето со вештите жени исто ме исполнува. Ние си одиме на гости, на кафе, се собираме и се е нешто поинакво. Дали Јас сега од брзо време почнав погачи да правам и луѓето викаме
многу се убави и се случува често пати порачки за свадби. Викам, ете, една дополнителна работа. Дали годините ве спречуваат да патувате или наоѓате време и енергија и желба и за патување? Јас имам желба за патување, годините не ме спречуваат, дружењето е присутно, значи, у Вешта жена се патува, значи, многу често. Ова се оди на летување, во јуни се оди на летување, во септември, меѓутоа и измеѓу тој период има разни патувања и секогаш сме биле презадоволни. Една дружба невидена, мислам, тоа само треба да се доживее. Значи, пензионерските денови треба да бидат се, освен пасивни и неактивни. Да. Најбитно е тоа да е човек активен, да не се затвара. Јас сум пензионер и сега ќе боледувам и ќе одам на лекар. Не. Дружењето, активности, било какви да си најде секој и годините се само бројка. После општинскиот надпревар на Вешта жена за град Скопје ве очекува учество на републичкото финале на Вешта жена, кое што ќе се случи на 17 мај во ресторанот Арена во Тетово, која ќе се соберат вештите жени од цела Македонија, односно победничките од секој град и гран при надпреварувачките, односно најискусните надпреварувачки, меѓу кои сте и вие. Дали тогаш ќе настапите со истата маса што видовме тука во Скопје или можеби дотогаш ќе осмислите нешто ново? Па, ја мислам дека со истата маса, пошто и мислам пропозициите се тие. Со тоа што сме учествувале на републичката, на општинската и од надпревар, со истата маса да учествуваме и на републичката. Може би нешто ќе надополнам јас. Отпосле си видов самата некој недостаток си го, ама за републичката ќе се коригира. Значи, јас сега сум веќе трета година гран при за сребрен медал, бронзениот го земав и сум многу горда на сето тоа. И па јас ќе ви посакам да стасате и до златниот медалјон кој што го доделува Вешта жена за 3-годишно учество во гран при 3 пати поред, значи бронза, сребро и злато, и ќе ви посакам секако успешно представување и на републичкото финале. Ви благодарам многу, да сме здрави и живи, се надевам дека ќе успееме и до златниот да стасаме. Ви благодарам за одвоеното време и ви посакувам одлично здравје и уште многу активности, Петра. Ви благодарам и вас ви посакувам многу среќа, радост на сите уствари. Ви благодарам уште еднаш.